Општина Кочани не може сама да го враќа огромниот долг од над 43 милиони денари, односно над 700.000 евра за бесплатниот превоз на учениците. Без оглед што задолженоста се натрупувала во последните 5 години, токму на крајот од 2017-та се јавуваат сериозни проблеми со блокада на училишните сметки и тешкоти во нормалното функционирање на образовните установи. Промената на власта на локално ниво во државата, па и во Кочани, како да беше пресвратен момент во кој доверителите бараат нивните побарувања да бидат подмирени, со што буџетските сметки на општините, како основачи на училиштата, се под силен притисок и закана од блокада. Градоначалникот Илиев очекува проблемот во Кочани да се решава со поддршка од државата, затоа што и таа има обврска да преземе дел од финансискиот товар. Општината нема да може да најде овие можности, овие средства сама да ги реши и овде несебично ја очекувам поддршката од централната власт и очекувам во наредните денови повик од Министерството за наука да поразговараме и да побараме сите заедно некакво решение кое ќе ги намали на тамошните проблеми. Додека се чека разбирање и помош од ресорното министерство, Илиев веќе презел конкретни чекори за да го избегне блокирањето на општинската сметка поради високите обврски кон фирмата која го обезбедува превозот на учениците. Имав разговори со давателот на услугата, најдов на одредено разбирање, меѓутоа очигледно и на него времето му тече, бидејќи јас не знам и зошто е чекано толку време да не се решава тој проблем и со моето доаѓање, проблемот стана прилично голем, училишта веќе се блокираат, ние правиме напори што е во нашата моќ да покажеме добра волја да дел од проблемите ги разрешуваме, односно со некои сукцесивни плаќања, се со цел да го одоброволиме да и тој најде на разбирање се до наоѓањето на решавањето на конечно решавање на проблемот. Висината на сумата во блок дотациите што државата ги исплаќаше во изминатите години за покривање на трошоците на училиштата беа несразмерни во однос на наметнатите обврски на општините да го организираат бесплатниот превоз на учениците. Тоа најсериозно се одрази кај поголемите општини, во кои настава посетуваат и ученици од соседните градови и населени места. А еден од негативните примери е и општина Кочани, каде долговите за превозот се во висина од близу 12% од вкупниот општински буџет.